Представници на власта, ова е офицерски дом Битола. Ниту го изградивте, ниту го спечаливте. Нема да ви дозволиме да го раскрчмите. Нема да ви дозволиме и повеќе да бидете власт, затоа што повеќе и не верува. Затоа што сте криминалци и недомаќини. Затоа што нашата држава и нашата општина Битола ја гледате единствено како акционерско друштво од кое на крај на годината очекувате дивиденда. Тоа со битолчани нема да ви помине. Општинскиот имот останува во нашата Битола. Почитувани присутни, јас сум политички представник, но сум родом од Битола, живеам се уште тука. Исто како и менде, јас, моите први чекори сум ги зачекорил на овие плочки тука. Сум растел и сум се радувал во овој прекрасен град. И јас, исто како и вие, знаеме нешто што Груевски и фамилијата не го знае. Груевски, не се гибајте со битолчани. Не чепкајте битолската култура. Таа битка однапред ви е загубена. Никола Груевски пред известно време се повлече од продажбата на офицерски дом, но не затоа што сака, туку затоа што мора. Зошто мора? Затоа што се плаши од сопствениот народ. Истиот тој народ позади кој се крие сиот овој период. Опозицијата го обелодени сиот криминал на власта, Груевски вели, народот ќе одлучил на избори. Ние ја обзнанивме сета корупција во владиниот врв. Груевски вели, народот ќе одлучи на избори. Не Груевски. Народот ете го тука пред офицерски и ти одлучува, ти порачува. За тебе прво ќе одлучуваат суди, па одлежи го своето, после оди на избори. Драги битолчани, сите знаеме дека имаме еден дил-ориентед градоначалник, кој најверојатно ќе биде запомнат по огромниот криминал и корупција, по неколкоте кружни текови и по филџанот Педагошка. Тој градоначалник заедно со неговиот дил-ориентед премиер сакаа да направат дил и да не го продадат офицерски дом за колку? За нецели милион евра. Тоа нема да им го дозволиме. Владата, дил-ориентед, владата на Никола Груевски, потроши повеќе од половина милиарда евра во Скопје 2014, а нас сака да ни го раскрчми имотот. Тоа нема и не сме да се дозволи, затоа што нивната дил-ориентед политика направи над 500.000 наши сограѓани да заминат од оваа држава, пред се млади луѓе. Нивната дил-ориентед политика направи над 180.000 наши граѓани да живеат со 1 евро на ден. Нивната дил-ориентед политика го заболе нашето здравство, го разводна нашето образование, социјалата ја клекна на колена. Нивната дил-ориентед политика направи секој новороденче да се раѓа со 2000 евра долг. Срамота е тоа. Почитувани, некои добронамерно ни укажаа дека како опозиција сме задоцниле во откривањето на овој криминал. Како представник, висок представник на политичката партија, сакам да признам дека можеби и се во право. Можеби малку и задоцнивме. Задоцнивме, но не потврливме. Го откривме овој криминал и сите заедно го спречивме. Ајде заедно да се радуваме во овие моменти кои сите нас не обединуваат. Битката за офицерски дом е наша битка за нашето историско наследство. Но почитувани присутни, за многу скоро сите ние ќе треба да извојуваме една историска битка за нашата иднина, за нашата татковина, за нашата Република Македонија. Затоа вклучете се масовно сите во таа битка. Вклучете се, ако не за друго, ради вашата совест и ради едно прашање кое сите наши деца, внуци, утре, други ден нам ќе ни го постават.
Прашањето, каде ние бевме и што правевме додека Никола Груевски и фамилијата бескрупулозно владееше со нашата држава и ја уништуваше Република Македонија. Ајде сите да можеме заедно да одговориме. Ние бевме на вистинската страна, со вистинските луѓе, со мнозинството граѓани на Република Македонија и ги вративме слободата и надежта во нашата држава. Да сте живи и здрави, да живее Битола, да живее Република Македонија.